По изработката на основниот сообраќајен проект за утврдување на режимот на сообраќај на уличната мрежа во општина Пробишти и по добивањето на потребните одобренија за негова имплементација од страна на Министерството за внатрешни работи, се почна со реализација на овој проект. Овој проект беше поделен во две фази, и тоа во првата фаза беше поставена хоризонтална сигнализација, односно беа бележани улиците во општина Пробишти, поточно во централното градско подрачје, беше обележан локалниот пат Пробишти-Пратавица преку местноста така наречена Леговец и беа поставени неколку пешачки премини во Злетово. По имплементација на првата фаза, во која што вкупно беа обележани околу 3200 метри квадратни површина, почнавме со реализација на втората фаза. Во втората фаза најпрво почнавме со поставување на сообраќајни знаци. Поставивме еднонасочни улици, и тоа улиците Гоце Делчев, улицата Илинденска и улицата Браќа Миладиновци. Овие улици беа поставени како еднонасочни, бидејќи во консултација со полициската станица во Пробишти, со самите проектанти, утврдивме дека на овие улици има голем број на конфликтни точки. Поточно, овие улици секогаш едната страна има паркирано возила и за таа цел, значи за да не бидат казнети самите жители или граѓаните кои што паркираат на овие улици, ние како општина изнајдовме едно решение да ги ставиме како еднонасочни. Понатака, значи, ќе продолжиме со реализација на овој проект. Сега е предвидено да се постават виброленти, значи тоа се успорувачи на брзина, и тоа на улиците Миро Барага, улицата Јаким Стојковски, Нада Михајлова, и во оваа втора фаза е предвидено да се постави во Злетово, поточно на улицата кај самото училиште. Исто така ќе бидат поставени и вештачки дености, односно така наречените лежачи полицајци. Тие ќе бидат поставени кај основното училиште Никола Карев во Калниште и кај училиштето во населба Пробишти.